82-годишниот Добри Деловски е најстариот читател кој ги користи услугите на локалната библиотека. За долгогодишната љубов кон книгата и редовната посета доби благодарница на синоќешното одбележување на патрониот празник. Вели дека низ годините прочитал безброј книги, но од секогаш најмногу уживал во народните мудрости и приказни. Библиотека има можда книги над 1000. Дома читам мудрости, читам раскази, да не ги броја, многу има. Да, и пред да идам пензија, бев многу заинтересиран, уште старата библиотека што не беше доле, бев редовен. После кога се пресели овде, можам да речам, само уште недела што не сум, секој ден сум овде. Ги читам сите весници, па им носам вечер што треба и за пензионерите, а воедно и тука им помогам. Читам и книги, доста, ама повеќе весници читам. Александра пак, која во моментов го подготвува својот магистарски труд на Факултетот за економски науки, е девојката за која вработените во библиотеката велат дека иако толку млада, има прочитано речиси се. Во моментов е фокусирана на стручната литература од областа на економијата, а на синоќешната манифестација доби благодарница за најредовен читател во библиотеката во делот за возрастни. Љубовта е многу одавна, јас сум член веќе 17 години на библиотеката. Значи, постојано читам, сега моментално сум концентрирана на стручна литература. Тоа малце повеќе читам од областа на економија, менеджмент, бизнис. Читам се, читам драми, психолошки романи, читам се што ќе ми дојде прирака. Последно нешто читав Ниче Димовски, Вистината за вечноста. Верица Пренџова е најредовен читател во делот за деца и млади, а 3-годишниот Кристијан Арсов пак, кој чита уште од неполни 2 години, е најмладиот читател во Велешката библиотека. Вели дека секојдневно се запознава со некоја нова приказна која потоа ја споделува со своите другарчиња. Доаѓам секогаш. И најубавата книга ми е то букви. Со буквите. Ги научи ли Кристијан сите букви? Ги научив. Локалната библиотека покрај на верните читатели им се заблагодари за соработката и на институциите во градов, а директорот најави многу новитети и редовно обновување на книжниот фонд. Одбележувањето беше збогатено со настапот на квартетот Грейс и поетски перформанс на актерката Слободанка Чичевска.